Добро вечер и Божи благослов, почитувани слушатели. Сакам да ве поздравам во името на Господа и да ви посакам мир и благослов Божи, се разбира оваа вечер. Сакам само да ве потсетам дека вие слушате емисијата Гласот на вистината. Оваа емисија има за цел да ни ја открие и прикаже вистината, и тоа библиската вистина. Во Библијата ние читаме дека Бог се прославува како вистина, поточно се представува како вистина и дека од него произлегува вистината и дека тој всушност самиот се разбира е вистина. Еве сакам да ви прочитам неколку мислења и неколку тези од Јан Хус. Човек кој што потекнувал од Шведска и постои пред Мартин Лутер, пред Џон Уесли, пред многу други, се разбира, реформатори кои што се појавиле во 16 век. Еве што тој зборува за вистината. Барајте ја вистината, слушајте ја вистината, кажувајте ја вистината, останете во вистината, бранете ја вистината се до вашата смрт. Во Евангелието на Јован 14:6 ни е запишано. Исус рече: Јас сум вистината. Потоа ќе отвориме заедно, се разбира, во истото Евангелие, меѓутоа ќе ја читаме 18-та глава и ќе го читаме 37 стих. И еве што таму ни е, се разбира, запишано во Словото Господово или во Евангелието на Јован. Тогашка Пилат му рече: значи сепак ти си цар. Ти рече дека сум цар, одговори Исус. Јас се родив и дојдов на овој свет за да бидам сведок за вистината. Секој што ја сака вистината ќе посака да знае дека ја зборувам вистината. Поточно ќе познае дека ја зборувам вистината и ќе ме слуша. Ова е еден посебен разговор помеѓу Понтије Пилат, кој бил управител во тоа време, и Исус. И Исус му зборува многу јасно и гласно по прашање на вистината. И тој му дава во знаење дека Христос дојде на овој свет со една цел: да ја зборува вистината. Затоа што рековме дека вистината произлегува, се разбира, од него. Кога зборуваме за самите реформатори, тоа не е избежно да го спомениме најпознатиот скоро реформатор Мартин Лутер. И еве што тој запишал за вистината. Мир ако е можно. Вистина по секоја цена. Мудроста е само во вистината. Вистината е вечна, но нашите поими на вистината се променливи. Јас успеав да доловам само малку од првите плодови на мудроста. Само делењата од бесконечноста и височината и широчината и длабочината, се разбира, на вистината. Ова се тези на Јан Хус и Мартин Лутер. Се разбира, луѓето кои што се спомнати во црковната историја. Луѓето кои што го промениле не само светот, туку многу нешта промениле во овој свет. Особено сакам само да напоменам дека зборуваме за прекрасна тема. Зборуваме за преведување на Библијата. Зборуваме за преводи на Библијата. Како што минатите патишта, минатите емисии напоменав на кои јазици била преведена Библијата и колку време било потребно да се преведи Библијата. Затоа, од таа причина, ќе сакам малку да се позанимаваме со животот или биографијата на Мартин Лутер. Всушност, од она место каде што и ние, се разбира, минатата емисија, во емисијата Гласот на вистината, ние и застанавме. Како што веќе наведов или насочив,
беа потребни околу 250 години пред Христос да биде преведен Стариот Завет на грчки јазик. Зошто? Затоа што во тоа време грчкиот јазик беше светски јазик, како што денеска се разбира е англискиот јазик. Доколку Новиот Завет е преведен на грчки, исклучиво напоменувам со не баш точни информации дека се мисли дека Евангелието на Мате е напишано на еврејски или на хебрејски јазик, затоа што им бил испратено поточно ова Евангелие за читателите од еврејска, се разбира, позадина. Но исто така, повторно ќе кажам, зборуваме за реформаторите. Кога зборуваме за Библијата, за преводите на Библијата, кога зборуваме дека таа е инспирирана, кога зборуваме дека навистина дека таа е збор Божи и дека таа е книга над сите книги. Кога зборуваме за Светото Писмо, кое е инспирирано преку Духот Свети, тоа е неизбежно да бидат напоменати некои историски и важни личности. Се разбира, тоа се запишени, како што реков, во црквената, се разбира, историја. Затоа е многу важно да ја читаме црквената историја и ќе разбереме многу повеќе за овие нешта. Кога ќе видиме од колку делови била собирана Библијата и ќе видиме колку време било потребно да биде напишана, се разбира, Библијата. Меѓутоа, почитувани слушатели, кога зборуваме за преводите, Библијата е напишана на германски јазик. И тоа всушност, како информација сакам да ја пласирам дека прв не ја превел Мартин Лутер Библијата. Ние подоцна читаме како Мартин Лутер ја превел Библијата на јазик кој бил достапен за сите луѓе. Башка од сето тоа, претходно ние читаме дека Библијата била собирана и преведена, но сепак не била достапна за секој еден. Особено ја користеле папите. Или верските водачи, се разбира, во тоа време, во време на римското владеење. Почитувани слушатели, сакам да напоменам дека во тоа време обичниот граѓанин од друга страна не можел да си дозволи да ја купи Библијата, затоа што таа изнесувала околу 600 гулдени. Да се купат 3 добри телина или 3 добри згоени бравови. Толку коштала една Библија. Но подоцна читаме, откако била преведена Библијата, откако Мартин Лутер ја превел Библијата, била средена во една ваква форма, таа коштала само едно или еден, се разбира, гулден. Значи, само еден гулден коштал. Затоа, со текот на времето, Библијата почнала да станува достапна за сите луѓе. Почитувани слушатели, ако зборуваме за 600 гулдени, ако зборуваме за еден гулден, ако зборуваме на не знам за која светска валута, денеска ние живееме во едно модерно време, каде што многу нешта се движат. Но сепак и преводите на Библијата се движаат. Оно што разберем, оно што знам и располагам со информации, скоро да и секој дом има Библија во својот дом или во својата библиотека. Денеска Библијата се дели нагло и тоа бесплатно, без некој да плати нешто. Оно што е многу битно, оно што е многу важно, Библијата треба да се земи и да се чита. Во нејзи има живот и таа ќе стане дел од нашиот живот. Внимавајте, кога ќе почнеме да читаме Библијата, кога ќе дозволиме да инспирацијата преку Духот Свети, преку самото Слово Господово, кое е бајната на преродување, онака како што апостолот Павле му ја пренесува на Тимотеј, таа ќе стане водилка која ќе го води нашиот живот. Водилка која ќе го управува нашиот живот. Библијата е книга која зборува за Божјата волја. Како ние треба всушност да живееме.
Тоа е многу битно и многу важно за сите нас. Затоа е многу важно да знаеме за биографијата, се разбира, на Мартин Лутер. За жал изгубивме многу долго време за да можеме повеќе да дадеме информации за Мартин Лутер. Многу е битно и многу е важно да знаеме барем една кратка биографија за Мартин Лутер. Јас ќе покушам барем со неколку реченици ова емисија да ја опишам таа биографија на Мартин Лутер. Но се разбира, ако не успееме, ние наредната емисија ќе зборуваме повеќе за личноста на Мартин Лутер. Зошто? Затоа што кога зборуваме за преводите околу Библијата, многу е битно да биде споменат овој човек кој живеел во време на 16 век. Се разбира, по Исуса Христа, нашиот Господ и Спасител. Без оглед на тоа дали се сложувате со теологијата на Мартин Лутер или не, останува фактот дека овој протестантски реформатор го изменил светот и се изборил за голем број слободи на поединецот, на семејството, на секој народ, јазик, па дури се разбира и црква. Како што напоменав, ако даде Господ, можеби малку повеќе ќе зборуваме за животот на Мартин Лутер, затоа што реков дека многу е битно и многу е важно. Зошто? Затоа што длабоко веруваме дека Мартин Лутер бил алатка при Божите раци и дека Бог го имал за контрола, дека Бог го избрал и го повикал Мартин Лутер во 16 век за да може да ја преведи Библијата на многу едноставен јазик, но која имала огромна тежина. Всушност зборуваме дека имал огромна тежина неговиот превод. Иако била достапна, се разбира, за сите луѓе. И всушност тоа било Божјата воља, Библијата да стане достапна за сите луѓе, за да можат сите луѓе да ја читат. И до денеска таа Божја цел не е променета. Бог сака сите луѓе да ја читаат Библијата. И Библијата денеска е достапна за сите нас. Но дали ние сакаме да ја читаме? Дали сакаме да се поучуваме од нези? Дали повеќе сакаме да разбереме за Бог? Тоа е сосема друго прашање. Почитувани слушатели, сакам да ве оставам оваа вечер. Да размислите за Библијата. Да размислите за Јан Хус, за Мартин Лутер, за луѓе кои биле повикани и биле поставени. Не само да ја преведат Библијата, туку луѓе кои биле повикани да ја зборуваат вистината. Всушност, онака како што и Христос се представил пред Понтије Пилат, дека тој дојде со цел да сведочи за вистината. Зошто? Затоа што Христос е самиот вистина. Од него произлегува вистината и тој е вистината. И ова вечер и сите емисии се посветени на Христос, кој е вистина, кој е пат, кој е живот. Зато него нека му е слава и чест од сега и за секогаш. Амин. Почитувани слушатели, сакам да ви посакам убава вечер, пријатна вечер, благословена вечер и се разбира, Господ нека биде со вас. Се слушаме до наредната емисијата Гласот на вистината. Ве поздравувам во името на Исуса Христа, нашиот Господ и Спасител. Чао!